Здраво на сите, фала што дојдовте, фала на Билјана пред се за времето. Билјана е физичар што работи со елементарни честички и денеска ќе разговараме за нејзиниот пат до таму кај што е сега и ќе разговараме за нејзиното истражување што е околу физика на елементарни честички во Large Hadron Collider експериментот во ЦЕРН. Билјана, фала ти многу на времето и ако може да ни се представиш право. Фала многу за поканата, мило ми е што сум во овој склоп на различна публика, што можам да го пренесам моето искуство од работата со физика на елементарни честици. Прво малку за мене, јас сум Билјана, родена сум во Струга. Учев таму до крај на средно училиште и потоа студирав насока теориска физика на Природно-математички факултет во Скопје. По завршувањето на тие студии продолжив на магистерски исто во Скопје, иста насока теориска физика, каде што исто ја бранев и мојата магистерска теза. Измеѓу овој дел на додипломски и магистерски студии во Скопје аплицирав за летна, да речеме, пракса во ЦЕРН, каде што примаат обично разни студенти од целиот свет. Има посебна, бидејќи Македонија не е членка на ЦЕРН, не примаат многу студенти, обично примаат само еден од овие non-member states. Па ја добив приликата да ме одберат мене и таму заминав на неколку 2 до 3 месеци во делот пред да дипломирам на додипломски. Таму имав можност да бидам изложена на различни видови на истражувања и различни, во принцип да се запознам со различни видови на луѓе, меѓу кои беше и мојот ментор од Универзитетот во Манчестер. И од таму почна мојата, да речеме, конекција со физика на елементарни честици, каде што аплицирав веќе после магистерските студии, аплицирав за докторски студии во Манчестер со истата група и добив понатамошна стипендија да продолжам со тие студии таму. Од таму докторирав во 2022 јуни месец. После што почнав неколку месеци, мислам дека околу 6 до 8 месеци беше работев како асистент на Природно-математички факултет во Скопје. После тоа исто аплицирав за понатамошен постдок во Техничкиот универзитет во Дортмунд, со овој пат со група од ЦЕРН. Па се пресели во Дортмунд и работев таму скоро 3 години на различни проекти, може ќе разговараме понатаму кои беа проектите и слично. И од неодамна, од јули месец ова година, се преселив пак во Манчестер, на нов постдок, меѓутоа работам со истата група со која што работев претходно, со која што докторирав. И сега сум таму за некое време, да речеме. Не знам точно до кога, меѓутоа сега сум пак во Манчестер. Тоа е мојот пат, да речеме, до сегашната позиција. И понатаму, меѓутоа, може да разговараме зависно кои се вашите интереси во кој дел од овие. Ајде да почнеме што се елементарни честички е. Да, значи елементарни честици, физика на елементарни честици се однесува на честици кои ја создаваат материјата околу нас. А материјата околу нас, оно што го знаеме, да речеме, од физика и од хемија, е составена од атоми. Атомите имаат атомско јадро и електрони. Електрони се едни од елементарните честици, а самото јадро е составено од протони и неутрони. Самите протони и неутрони се составени од кваркови и кварковите се тие елементарни честици кои што, да речеме, ние се занимаваме и со кои што работиме. Кварковите сами по себе не постојат слободно насекаде околу нас. Тие мора да се сврзани, како што гледаме, ние не се распаѓаме
материјата околу нас не се распаѓа брзо. Меѓутоа, има разни видови на честици кои што може и самите ние да ги произведеме преку судри на некои други видови на честици, како што е принципот во ЦЕРН, да речем, и може да студираме нивни карактеристики и начинот на кој што тие се сврзуваат. Ова е глобалната идеја, меѓутоа. Извини, продолжи. Мислев дека престана збор. Не, значи ова е глобалната идеја кои се елементарните честици. И сега, освен кваркови, имаме и други дел на честици кои што ги викаме лептони. Тие се слични на електронот, меѓутоа со различна маса, има три генерации од нив. И одат од најниска до поголема маса, тоа се електрон, мион и тау лептон. И другиот дел од елементарните честици се честиците кои што се како на македонски, кои што ги пренесуваат взаемните дејства, па имаме честица која што е responsible за електромагнетното дејство, за strong interaction и за weak interaction, и честица која што е Хигс бозон, која што е речеме која што дава масата на другите честици. Овие работи ја дава масата на честиците, е одговорна за интеракцијата меѓу другите честици. Тоа се дел од теоријата која што викаме квантна теорија на поле. И во самата оваа теорија, да речеме, теоретски се предвидени дека постојат. Единствената честица која што беше предвидена дека постои, а не експериментално откриена се до, да речеме, до 2000-те години, е Хигс бозонот, кој што благодарение на ЦЕРН и на високите енергии со кои што можеме да управуваме, беше откриена во 2012-2013 година. Во принцип, ова го сумира, да речеме, стандардниот модел на честици, така се вика стандардниот модел е да речеме колаж на овие сите елементарни честици кои што кои што е формиран материјата околу нас. Супер. Може ли да ни кажеш тогаш за Large Hadron Collider Beauty експериментот и како тоа е поврзан со физиката на елементарни честички? Да, значи Large Hadron Collider Beauty или BE експеримент. Прво општо малце за ЦЕРН. Значи, и зошто Beauty? Да. Општо за ЦЕРН, значи ЦЕРН е протон-протор акцелератор. Студираме протони од два различни бимови. Протоните се забрзуваат во неколку да речеме делови од субакцелераторот, дори не достигнат брзина блиска до брзината на светлината. Кога ќе ги студираме овие сите протони, знаеме ќе се создадат различни видови на македонски hadronization. И од тоа излегуваат различни видови на честици. Значи настанува различна рекомбинација, имаме емисија на различни други честици. И настанува рекомбинација на овие кваркови што ги кажав претходно. И тие кваркови можат да создаваат различни видови други честици кои живеат многу кратко. И бидејќи живеат многу кратко, тие се распаѓаат на различни други финални состојби. И нив може да ги детектираме всушност преку различните детектори кои што се уградени во ЦЕРН. И тоа е главната идеја. Сега има 4 вакви од овие детектори каде што судирите се случуваат. Тоа е како еден цел круг, 27 километри, и сите тие се ставени, значи цевките, да речем, кругот е ставен во 100 метри под земја. И има 4 места во кои што тие се студираат и во кои што сакаме да детектираме некои посебни честици од рекомбинацијата, да речеме, на кварковите. Еден од нив е експериментот во кој што сум јас. Се вика Large Hadron Collider B експеримент или Beauty.
Другите три, два други се Atlas и CMS. Тие ги студираат карактеристиките на Хигс бозон, бидејќи детекторот е направен да го детектира Хигс бозонот најдобро. Има уште еден кој што е Алис се вика експеримент, кој што во него се детектираат quark gluon плазма или некои други ion collisions, такви некои други работи, малце поекзотични. За мојот експеримент LHCb, B се вика затоа што B-quark е еден од кварковите, еден од 6 кваркови кои што се предвидени со стандарден модел и ги имаме видено експериментално. И B е затоа што кога ќе настане рекомбинација на B-кварк со некои други видови кваркови, се создаваат различни видови на честици од овој B-кварк, кои се доста интересни, бидејќи може да ги детектираме како поминуваат низ детекторот. Продукцијата на овие B-кваркови е, да речеме, во делот, ја слика да покажам, е во делот in the forward region, и нашиот детектор е дизајниран да ги детектира нив. Например, не можеме да го користиме овој детектор за некои други честици. И тоа е всушност идејата поради LHCb. И во принцип може да создаваме различни видови на честици. Ако имаме комбинација од B-кварк со некој друг кварк, ако се 2, тогаш се мезони. Ако се 3, тогаш се бариони. И имаме различни видови на анализи кои што ги проучуваат карактеристиките на овие видови на честици. Може да разговараме по-конкретно која анализа на што одговара. Можам, не знам, некоја слика да покажам во меѓувреме. Не знам, може би ова е преабстрактно моментално. Ако сакаш да покажеш слика, слободно. Мислам дека со слика ќе е малце појасно, што кажувам. Да. Дај, само секунда. Имам некои слайдови од претходно. Full screen. Нема да ги презентирам сите слайдови, но само делот кој што го објаснував сега. Значи, ова се тие кваркови што ги кажував. Up, down, charm, strange, top and bottom. А под нив се лептоните, electron-like particles, muon and tau. И тие се во пар, да речеме, со нивното неутрино. И од десно ги имаме честиците кои што го даваат заедното дејство на различни видови начини, електромагнетска или strong force и weak force. И последно го имаме Хигсовиот бозон. Во врска со тоа што сакав малце посликовито да го кажам, беше за CERN. Значи, ова е колајдерот. Се наоѓа на границата помеѓу Швајцарија и Франција. И има 4 места каде што се студираат протоните и секој од овие го викаме експеримент или детектор. Еден од нив е кај што работам јас, тој е LHCb, кој што го проучува овај bottom quark. Ако се сеќавате, овде имавме еден вид на кварк кој што се вика bottom quark. И тоа всушност тука проучуваме различни комбинации од bottom quark со тие другите кваркови и сакаме да ги сме заинтересирани да ги проучиме взаимните дејства и како тие се создаваат. Ова ќе ни каже на кој начин, во принцип, да речеме, кварковите кои што го создаваат протонот или неутронот се поврзани заедно. Само ради да е да речеме по чиста визијата, протонот се состои од 2 up и 1 down quark, а неутронот од 2 down и 1 up quark. Значи, тоа е првата генерација во оваа табела. Втората и третата, немаме, материјата околу нас не е создадена од втората и третата, меѓутоа можеме да ги генерираме во CERN и можеме да ги
да ги проучиме нивните карактеристики. И тоа е целата идеја, да речеме, на овие протон судири, да ги проучиме целиот овој стандарден модел, да мериме различни карактеристики на частиците и да добиеме некое знаење за сите овие теориски предикции овде. Колкава магнитуда е експериментот, со смисла дали тука зборуваме, не знам, за 5 души или за 500 души, нели што работат на експериментов? Дали еден експеримент или некоја хиерархија од многу експерименти на различни нивоа? Да, значи овие се 4 главни експерименти што ги кажав, LHC, BCMS, Atlas и ALICE. Меѓутоа, мојот конкретно сме околу 2000 луѓе што работат на истиот детектор од различни институти во целиот свет. Од секаде буквално има различни групи што учествуваат, да речеме, во анализа и градење на детектор, не само анализа. Значи, што и гледате сите овие компоненти овде, може да имам некоја подобра слика понатаму. Пример. Сите овие компоненти се некои хардвер компоненти кои што ние ги имаме дизајнирано за да може да ги детектираме траекториите на частиците кои поминуваат. И обично како работи, различни контрибуции имаме од различни универзитети кои што работат прво на дизајнирање, а потоа и подоцна и анализа на овие податоци. Така што ни треба контрибуција од многу луѓе за да може да го изградиме ова. Што гледате, ова е еден голем експеримент, значи должината е околу 20 метри. Прилично се големи сите компоненти. Има различни видови на технологии кои што од страна на хардверот има различни видови на технологии кои што се користат за детектирање. Секој ова е како напречен пресек, да речеме, на овој експериментот. Ова е делот, тука не знам дали се гледа стрелката. Се гледа? Добро. Да. Ова е делот тука каде што се содираат, да речеме, протоните. И го викаме vertex locator. Vertex затоа што ги регистрира иницијално делот на интеракција со протоните. Па понатаму, она што сакаме ние да видиме од овој судир е нашиот B-мезон или која било честица за која што сме заинтересирани. И што се случува, обично се создава таа честица и поминува некоја одделно време низ детекторот, значи поминува низ овој детектор, и создава final state particles кои што поминуваат низ понатамошниот дел. Тие што не се распаѓаат поминуваат низ останатиот дел низ детекторот и така ги регистрираме. И понатаму ние обично ги гледаме само крајните продукти на овој распад и во анализа на податоци пробуваме да ги најдеме од крајните продукти, пробуваме да најдеме иницијалната честица која што била на почетокот од судирот. И тоа е едно од главните, да речеме, главните предизвици во различните видови на анализи кои што ги правиме овде, бидејќи се создаваат голем број на честици кои што имаат слични траектории меѓу нив и слични карактеристики. И во делот на анализа на податоците треба да речеме да користиме различни видови на стратегии, дали статистика, дали machine learning, дали различни видови на селекција на податоците за да може да го најдеме точниот настан кој што не интересира. Инаку има многу податоци, нашиот експеримент генерира околу 5 терабајти во секунда. Меѓутоа не ги зачувуваме сите. Ги зачувуваме само некои што се интересни после селекцијата. Како селектирате што е интересно, што не? Да, селекцијата може да имам уште некоја слика. Овде. Има дел од селекција кој што се случува real time, додека земаме податоци, значи додека се судираат протоните, поминуваат низ целиот детектор и имаме дел од софтвер кој
кој што цело време работи и ги прави овие сите селекции. Го викаме trigger system. И ние како научници ние ги дизајнираме селекциите кои што сакаме да ги имаме за нашите податоци. Значи однапред да речеме, уште пред да почнеме да земеме податоци, ги дизајнираме сите овие алгоритми за да знаеме што сакаме да гледаме да речеме во наредните 2-3 години од експериментот. Во принцип овие селекции се различни видови на алгоритми кои што ги дизајнираме, кои што се базирани врз принцип на некои карактеристични геометриски, да речем, или физички поврзани variables. И секој настан, обично пред да почнеме да ги собираме податоците на real data, го гледаме на симулација. Значи генерираме симулација од нашиот настан кој што сакаме да го гледаме, например некој распад на B мезен. И преку симулацијата ние имаме пристап до различни карактеристики, како да речеме на маса, моментум, некои други геометриски карактеристики како поминува, да речеме, низ кој дел детекторот, по кој агол поминува честицата и така натаму. И обично ставаме некоја селекција на некои од вакви варијабли. Има и некои други, да речеме, покомплицирани методи на селекција кои што зависно кој вид на распад сакаме да го проучиме, може да користат и различни видови на machine learning techniques. Меѓутоа тоа зависи од анализа до анализа. И овие алгоритми кои што ги дизајнираме, кои што да речеме селектираат различни видови на распади, тие одат во дел од нив, одат во делот кој што викаме trigger system. Има еден прв дел кој што го викаме partial reconstruction. Во овој дел не правиме целосна реконструкција на траекторијата што ни треба, само некој дел само ги наоѓаме, да речеме, првичните интеракции од судирите и филтрираме на некои од нив. Понатаму, бидејќи имаме доста комплексен детектор, видовте на некои од овие сликите овде, со различни видови на делови кои што и секој од нив дава некој респонс кој што е битен за честицата. Сето ова мора да го калибрираме, дури ги земаме податоците. Имаме еден момент на alignment and calibration. После тоа имаме дел кога ова веќе е завршено. Имаме дел на, да речеме, целосна реконструкција или целосна селекција на податоците. Тука се овие различни видови на алгоритми кои што дадат за секој посебен, да речеме, секој посебен распад што сакаме да го користиме. И тие се групирани во ленти, да речеме, ленти на алгоритми, ленти ги викаме HLT, trigger lines, така ги викаме. И понатаму, кога тоа е веќе селектирано од страна на системот, имаме дел од податоците се паркираат на мрежата и се спремни, да речеме, да ги употребиме. Дури откако веќе сме ги селектирали некако, дури ги земаме овие податоци, дури тогаш може да почнеме да ги анализираме. Меѓутоа, дури и тогаш не е доволна, да речеме, селекцијата, бидејќи секогаш има различни видови на background processes. И понатамошната селекција оди во зависно од потребите на анализата, зависно што е битно, да речеме, како сигнал, како резултат и слично. Да, значи во овој принцип работи селекцијата на податоци. Многу ме интересира колкав дел од експериментот е всушност од компјутациона природа, во смисла сигурно дел од експериментот има некои физички елементи, како например градење на развивање на некаква опрема за детектирање на частичките и слично.
На колкав дел, не знам дали можеш да го квантифицираш тя колкав дел од цел експеримент е всушност имаш податоци и работиш со нив. Значи, експериментот е поврзан со два дела, хардвер и софтвер. Хардверот ни треба за да ги детектираме прво судирите и да ги регистрираме траекториите на частиците. Што се случува во хардверот, самата частица некако поминува низ, да речеме, низ овие рамнини од различни видови на детектори и остава некој електричен сигнал и на крајот има readout и од readout ги преземаме податоците. Битни се двата моменти на хардвер и софтвер, затоа што хардверот прво ни треба за да ги регистрираме траекториите, а софтверот понатаму ни треба за да ги селектираме податоците. Така да не би можела да квантифицирам моментално кој дел е поголем, меѓутоа ни требаат и двата. А во двата всушност сите сме вклучени, самите научници кои што предонесуваме во ЦЕРН. Обично секој од овие групи кои што работи во ЦЕРН има некаква лабораторија која што работи на хардвер, дизајнира некаков од овие детектори или ги тестира за различни видови на use cases. И друг дел е обично дел луѓе што работат на софтвер или дата анализа на податоци, кои што ги дизајнираат селекциите и исто понатаму ги анализираат. Не би можела да квантифицирам кој е поголем дел. Може би поголем дел од овие 2000 луѓе се оние кои што ги анализираат податоците. Може би поголем дел од нив се оние кои што ги анализираат податоците. Би можела да кажам и оние кои што работат на софтвер. Јас конкретно работев само на софтвер, значи на делот на тригерот и на анализа на податоци. Обично на alignment and calibration тоа работев јас. Меѓутоа има и обично дел од групите, скоро пола од групите работат исто и на хардвер компоненти. Многу ме интересира твоето мислење за тоа дали физиката у голема мера станува се повеќе компјутациона и што значи повеќе денеска за физичар да прави експеримент. Пред 50-100 години валјда физичарите не пишувале софтвер, нели? Пред 50 пишувале, ама пред 100 години валјда не пишувале. И дали имаш чувство или пак има некој тренд во физиката што покажува дека се повеќе и повеќе можеш да правиш експерименти од компјутер? Експериментот, значи, за да го направиме експериментот, ни треба пак некој хардвер компонент. Не можам да го генерирам на компјутер, тоа би било некоја fake data, ако го генерирам на компјутер. Во делот дали дали софтверот е потребен за физика, би рекла да, секако во скоро секој дел од оваа модерна физика во која што работиме. Мислам дека моментално сега нема никаков можен труд во кој што не користат Python или некој плотирање со некои различни видови на модерни компјутациони алатки. Во ЦЕРН сме обично многу поврзани со софтвер, значи во голем дел од научниците се исто како computer scientist или работиш на некој алгоритам за некоја селекција или не знам го дизајнираш readout системот, пак некој FPGA програминг или некаков таков. Или GPU selections. Во принцип голем дел од работата е пишување на софтвер. Мал дел од работата е добро, може би за мене, бидејќи не бев целосно вклучена, да речеме, во хардвер компонентите, за мене, да речеме, беше мал дел од работата собирањето на податоците, меѓутоа пишувањето на софтвер за нивната анализа е еден од најбитните моменти сега. Исто можам да кажам сега, моментално, сега кај што живееме, е многу потешко да се направи
било какво discovery, барем во particle physics, во физика на елементарни честици, бидејќи за голем дел од, да речеме, на разни видови на честици кои што се предвидени од теорија, ни требаат многу големи енергии кои што не можеме да ги постигнеме од никаков акселератор. Енергиите кои што ги има во ЦЕРН беа доволни за наоѓање на Хигс бозон. Меѓутоа за нешто било плюс после Хигс бозон ќе ни треба нов акселератор или не можеме да го достигнеме. Во минатото тоа било да речем полесно, бидејќи имало голем број на неоткриени делови од овој стандарден модел и било на некој начин полесно да се дизајнираат експериментите за нивно проучување. Кога викаш за анализа на податоците, како точно ја правите таа анализа во смисла кои се обично методите што ги користите за анализирање на тие податоци, како поставувате хипотеза па ја тестирате? Тоа се води вајда преку податоците што ги имат, така? Да, значи како почнува целата приказна со анализата на податоци? Јас како аналист викам сакам да го анализирам тој и тој распад, пример, не знам, да речеме со сликовито. Пример, сакам да го анализирам овој настан. Имаме распад на B мезон, не е битно, во два миони и сакам да го најдам овој распад во мојот детектор. И прва работа што барам го барам алгоритмот што ја прави селекцијата на овие две честици и што ги бара во експериментот. Понатаму пишувам некој код за да правам интерфејс со тој алгоритам за да можам да ги преземам податоците што се зачувани од тој алгоритам од мрежата. И имам некој, да речеме, некој дел од податоци со кои што можам да работам. После тоа, викам дека ова е мојот, да речеме, signal decay, ова е мојот главен настан што сакам да го најдам. Меѓутоа во податоците, во real data, ќе биде микс од signal decay и некои други рандом честици кои што се создаваат во самиот настан. Иако имаме алгоритми што ги селектираат сите овие податоци, не е возможно да ги исклучиме сите видови на background processes што се создаваат во самите протон судири. Така што после тоа ќе треба да ги бараме сите можни background процеси на нашиот сигнален распад. И тоа е вториот чекор. После тоа, обично, сакаме да поставиме што сакаме да проучуваме. Пример, еве да речеме во овој конкретен случај ова е мерење на границата на гранење на овој посебен decay, на овој распад. И за да го направиме тоа, во принцип треба да измереме колкав број на честици се распаднале во нашите податоци од овој посебен распад. Значи треба да ги изброиме бројот од овие честици, да ги најдеме прво во податоците и да ги изброиме. Сега главниот предизвик во сета оваа работа е како ќе ги најдеме точните сигнални распади и како тие нема да бидат измешани со некои други background processes. Затоа што некои од овие распади се многу ретки, иако имаме мисидентификација на овој процес со некој друг, тогаш и прецизноста на самото мерење се губи. Обично, за да може да ги идентификуваме овие честици, плотираме нешто што се вика маса на честицата или инваријантната маса од двата миони и бараме некој вид на пик или бамп, како овој што гледате овде на средината. Иако ако го видиме тој во податоците, тогаш да речеме сме сигурни дека може да направиме некое мерење.
Предизвикот тука е да се моделира самата маса, да речеме, на частицата. Не секогаш е масата, понекогаш гледаме и некои други, зависно што мериме. Во овој конкретен случај е маса. И обично анализата оди преку фитување на податоците на распадите со некои различни видови на функции. И за ова користиме некој посебен софтвер, каде што ги моделираме сигналот и различни други позадински распади. Во овој конкретен случај, да речеме, сигналот е црвената линија, другите сите се некои други позадински елементи кои што придонесуваат во сигналот. Во овој дел на фитувањето се користат различни видови на статистички елементи. Прво за естаблираме, да речеме, колку е добар фитот, кој дел, да речеме, од овој кој дел од масата треба да се фитува, каков модел треба да се фитува и така натаму. И откако, да речеме, сме завршиле со иницијалниот дел на фитување на податоците, после тоа размислуваме за некои систематски грешки, затоа што во принцип при фитување на секој вид на различни податоци секогаш правиме некоја assumption за моделот и различни видови на систематски грешки излегуваат. Моментот кога ќе ги анализираме сите систематски грешки, сме, да речеме, сме стигнале до крајниот резултат. И тука анализата, да речеме, застанува. Ова е еден пример, да речеме, на една анализа. Да, сега ме подсети ова малку на процесот што ни го кажа кога разговаравме за тоа каква организационалната структура на експеримент кај што има, не знам, 2000 луѓе. Ако може тоа пак да ни го објасниш за каква е организацијата на овој експеримент, толку многу луѓе, како се организират, како публикувате уопште, нели? Да. Немам слајдзата, ама гите можам да... Не мора да имаш, мислам, можам да ви кажам. Ако не ги користиш слайдовите, да, можеш да ги свиш и вака да имаш. Да. Значи, мојот експеримент е околу 2000 луѓе. Овие 2000 луѓе доаѓаат од различни видови на универзитети низ целиот свет. Обично тоа се држави кои што се членки на ЦЕРН. И во секој од овие има некоја група, со некој нивен груп лидер во секој од овие универзитети. Во самата група во универзитетот има, да речеме, различни професори, постдокс, студенти, различни мастер студенти или било кој, или некои техничари кои што придонесуваат на некој начин во анализа или правење на податоците. Со тоа е организацијата глобално, како секоја група придонесува. Меѓутоа, како публикуваме трудови, бидејќи некој мора да ги координира сите овие 2000 луѓе кои што работат, може да работат на различни видови на распади, различни видови на мерења и така натаму. Имаме, се ова е малце по техничко, меѓутоа, прво имаме во хиерархијата, да речеме, прво имаме главен на експериментот, се вика spokesperson, кој што обично зборува со менеджментот во ЦЕРН и, да речеме, и со менеджментот во ЦЕРН и со другите членки на ЦЕРН за главните ресурси во експериментот и ги координира, да речеме, тие побитни политички поврзани прашања. После spokesperson имаме уште еден дел од колаборацијата кој што уште еден посебен човек кој што се вика physics coordinator. Не треба ваков управител кој што обично го бираме на неколку години, на 2 до 3 години во колаборацијата сите гласаме за нов physics coordinator.
Тој е некој од било кој од овие институти и ги координира анализите кои што излегуваат од експериментот. И исто така ги координира сите видови на трудови кои што излегуваат и начинот на кој што тие се продуцирани и целиот тој процес на ревју. Бидејќи сме 2000 луѓе, еден човек не може да ги координира сите. Под Physics Coordinator имаме неколку sub-working groups и секој од овие sub-working groups ги координира различните видови на анализи, тие се поделени на различни видови на распади, B, D и така натаму. И имаме sub-working group coordinators од таму кои што ги пренесуваат, да речеме, идеите од различните видови на анализи кои што се создаваат, кои што ги прават различните групи. И така оди, да речеме, овој процес на координација. Јас сум моментално дел од овие sub-working group coordinators, кои што се во интеракција со тој кој што е физички координатор. И најбитен елемент од овие групи се процесот на валидација на анализите. Што се случува, например, јас сега доаѓам од некој универзитет и имам студент или јас, почнувам да работам, сакам да работам анализа. Прва работа што треба да се направи е да се презентира идејата за анализата во секој од овие групи. Тоа е битно затоа што треба да се најде прво некој да не работи на истата, а ако работи ќе треба да се спојат тимовите нормално. И понатаму, како што напредува анализата на тие податоци, треба да се презентира прогресот на секој, не знам, 1, 2, можеби до 3, може и подолго месеци. И обично овие анализи траат долго, не се нешто што може да се заврши пример за 1 месец, затоа што има различни елементи на определување на крајниот резултат. Кога конечно ќе се презентира, да речеме, резултатот и сите ние сме таму во таа група задоволни од целиот тој процес, оди во процес на внатрешна review procedure, ја викаме. Во таа внатрешна процедура имаме неколку, да речеме, делови од различни луѓе кои што ја читаат таа работа што излегува од таму. Обично треба да напишеме документ, не знам, повеќе од 100 страници, кој што дава слика за анализата, за резултатот и така натаму. И работи како некој начин на peer review. Неколку луѓе се селектираат од колаборацијата, го читаат овој документ и даваат прашања за самата работа и сето тоа оди во некоја размена на прашања и одговори, со дека сите не се задоволни. На крајот имаме конечен последен дел, се вика editorial board, кај што се пишува самиот труд и тој поминува низ делот, да речеме, phrasing, различни други едиторијални делови и после тоа сме спремни да го публикуваме се тоа во некој журнал.